Ја викам брат специјалци бе овде, му викам не тресе, што ти му викам со пушките ми стоја, видимо викам пребледен сум цели. Емисија, нова епизода ќе кажам, пошто не знам точно која епизода сме, која ќе биде. Брат, се работи. Ково позадина што се работи цело време, 24/7, така и ние работиме, снимаме. На едно така специфично место, овдека здравје Боже, во иднина се надева можда бифеќе за Центар на култура Григор Приличев во Охрид, со специјален гостин од андерграунд сцената, представник на нај-андерграунд бендот во Македонија, добро познатиот во Охрид, Hardface, Диме Савески, еден аплауз, монтирано овдека, аплауз све. Добре ни дојде, мислам не сме кај нас, ама да, овдека имаш и настапено пред години, така? Да, 2004-2005 можда не се сеќавам. Тоаш почнавте? Па во првата година, две можда беше од бендов, да. Колку години е Hardface? Hardface е 17 години, брат. 17 години. 17 активни? Тоа е, значи, в година ќе матурират. Па да, година полнолетство, брат. 17 активни години, пред тоа идејата, можда година дена имаше пред тоа идеја само за бенд, дури се склопивме, дури се собравме, знај. Која е, прво одма да почнеме за Hardface ова она, разлика андерграунд, комерцијала и тие ствари, зашто си андерграунд, зашто не си комерцијала, што те определи да си андерграунд сцена, пример. Нема некој определо, брат, тоа едноставно таков си. Ние сме, мислам, андерграунд. Тоа кој како сакат може да си го формулира. Да. Ние никогаш не се сретале за андерграунд бенд, него едноставно Така си дошла само после. така си свириме таква музика, Ради таква стилот, така? култура, да, ради стилот, хардкор, метал, панк, како и да е, мислам, ние никогаш не сме се, да речеме, формулира некако жанровски. Сме почнале како хардкор бенд, таква била идејата, ама сега веќе музикава многу заменува. Варирате од албум во албум? Да, има некој прогрес. Може да се рече ако веќе сакаш да го сместиш во нешто дека е метал бенд, ево да Метал речеме, бенд. ама нема везе, мислам, се едно, ето не е ни битен жанрот. Колку албуми имате? 4. 4 албуми. 4 долгосвиречки албуми, да. Да, по колку песни различно се? 7, 8, 9, така нешто, 10. То која е идеална бројка да имаш на албум песни? Па не знам, ние гледаме да е од прилика околу 30-40 минути албумот, за да може да го задржи вниманието на слушателот, да не е предолга, да не е ни прекратко. Па добро, затоа што стилов на музика е доста енергичен, никој ќе не можеш еден Па и тешко е да седнеш да изслушаш таква тешка музика многу долго, разбираш? Да го задржи вниманието на слушателот. Да, и кога ќе свирите и со други обично имаат секојаш предгрупа и такви работи. Да, лайв концерт исто гледаме 35, 40, 45 минути, сега зависи дали е промоција на албум или е некој битен концерт, па свириш пример 15 години Hardface, па тој треба да е подолг концерт, свириш песни од сега албум и... Колку свирки имате, имаш нека бројка до сега? Над 200, немам нека точна бројка, ама грубо над 200 концерти има направено. Над 200 концерти? Да. Тоа е... Доста. Само во Македонија или странски? Не, низ цела Европа. Секаде. Низ цела Европа, да, имаме 4-5 европски турнеи, неколку балкански турнеи. Зашто се збори да речеме во новиот албум? Што се кажува? Доста теми се офатени. Која е основа? Цела приказна е. Албумот се викат Бесцена дремка на брегот на младост, е англиски Dreamless Slumber at the Shores of Youth. Секој што слушат и го чита текстов може различно да го сватите, разбираш? Има повеќе значења. Не разбираш? Да, дефинитивно тоа е убајната добра. Песна е за тој политичар, ова песна е за таа неправда, ова песна е за затоа ти реков. Пријателство, растурење, ова песна е љубовна или ова песна, значи имат цела приказна. Новиот албум е баш така некако склопен убаво концептуално, кога го заслушаш и зачиташ цел албум е ко приказно. Членови на бендов доста се има менвено постава од првата до сега. Па да, не доста, ама да речеме 5-6 души, 5-6 души поминале, да. Колку сте сега точно? Сега сме петторка. Сега сме јас, Горан Јово на гитари, Джими од Кичево е на бас и Јордан е на тапани. Да, сега си сам вокал. Порано двајца бевте. Двајца со Климо. 3 албуми се така снимани, така функциониравме. Климо реши да продолжи да живее во Америка. Тоа беше да не речам нажалост крај на неговата приказна со бендов, пошто нормално Америка си не може не може да функционира со бендов. Кој таму на турнеја, здрави, ќе ви се приклучи. Здрави живи, ако име да, може ќе ни се приклучи, али да, Климо замина. Поминаа доста членови од почетокот, имаше на почетокот, уствари само јас во моментов во таа прва постава, мада што Горан Јово влегува многу рано во бендов ко гитаристи
и може да се рече дека и тие се од првата постава, Да. пошто ништо не е пред тоа снимано, пред тоа сме Аха. деца што пробваат уште каква музика саке да свире, што да прави, знаеш. Да бе, дур се најш, Да, да и видиш што Климо како. и Јово, Горан и Јово дојде многу рано, да речем, во првите 5-6 месеци. Па беше снегар на бас, тој исто свиреше доста време, едно 15 години, да наречем, Аха. свиреше во бендов, па и тој И други тој пред обавези. брзо, така? Да, пред новиот албум тој излезе, на негово место влезе Джими. Добро, И добро. така, али дефинитивно мислам дека ова сега е најстабилната постава до сега што е во Hardfest. Значи сите момци се Сериозно. сериозни, фул тајм посветени на бендов, значи Да. цело време се работи Па на да, музика. пошто не е ни на лесно 17 години да си на сцена, па да е цело Како не, време како стабилно не, и голема... плюс да те знаат и низ Европа. Одговорност и обавеза е голема, Да. знаеш, ние никогаш не сме били на фул тајм бенд, пошто никогаш немаме живеено од бендов, знаеш. Мгм. Бендов не ги плака сметките. Така. Уствари бендов не е нас едно, да не речам, главно и многу битно хоби. Во Европа, пошто кажа дека турнеи 4-5. Па да, имаме, да. Сега не знам како некогаш ги викаме балкански, добро, европски, нема ќе појдеш до врска. Унгарија или до А е во Австрија. Балканов се кај вратиш. најмногу, кај имате? Најмногу имаме Бугарија и Бугарија. Србија свирено. Така уствари почнавме ние во првите години свиревме кај нас цело време, па после направивме некои пријателства во Бугарија и Србија, почнавме Софија, Белград, после се отворија нови патишта, почнавме да свириме и подалеку малце и така. Софија, пошто таму вака андерграунд сцена е на високо ниво, така? Софија е доста јака сцена, да не речам во топ 5 можда во Европа за хардкор и метал. Кој вие вака имат за вас висок Има, стандард има, кој ќе речет има. Hardfest иде тоа Да, дека имаме и таму нека база на луѓе што не слушаат. топ. Стално било јако Софија. Музикава, мислам, песниве се на англиски, на македонски или? Во главно се на англиски, мада што на последниот албум имаме две на македонски. Сега се Пред тоа имавме по една-две исто, да. Во главно е на англиски, ама и тоа сега веќе не се ограничиме, знаеш. да. Пишам кога пишам и ако ми дојде некојаш природно македонски, ја оставам на македонски А тоа песнава. сакав да кажам, сакав да... знаеш, јас Разиграно е, за не македонскиот е јазик. да речеме само на англиски. М, Како мис- ќе дојде природно процесот. Добро, Да, да. чим ви се поќе да речеме свиркиве во Европа. Да. Мислам, Мада што јако е Си последно знаете. време многу ми се свиѓаат на македонски да пишам и како многу не? е убава реакција од луѓето, знаеш, поинаку ја доживуваат Да, да. песнава, поинаку ја разбираат песнава, Да. знаеш. Се имав јас пуштено прашање некој вака од фанови што ве следат цело време да ми пратат, еден од нив е Психана, поздрав до него, Поздрав, нормално. Стече Психа, нашиот Ни имаше едно прашање, тој пуштено што сака да го постави, јас го поставувам во негово име, дали планирате во иднина, пошто сега со песни ве спомнавме на кој јазик, цел албум на македонски да се снимите. Можда не е случајно. Така, Не е пошто сега случајно. заши спомна дека Да, јако ти е да. во последно да Не е пишеш. случајно, знаеш, види, ние до толку не ги планираме нешта. Да, да. Процесот е многу природно. Ама мој да се дојде спонтано и да испадне такви Абе, песни. Да. Ево сега пример не знам новиот албум како ќе Да, биде. да. Се прават веќе некои рифови, некои структури Мгм. на песни, јас немам почнато ништо да пишам, може ќе ми дојде ќе напишам пол албум на македонски овај, па може 5 Така, песни ќе бидат на македонски, 5 на англиски, не се знам ништо. Ти текстове си ги пишеш Па јас и генерално. Горан, И пише Горан. текстови, да, да. Да, Порано знаеш и Климо да напиши, сега веќе не е тоа бендов, јас и Горан во принцип ги правиме ствари веб. стилов на пеење, малце, мислам сега, добро, хардкор, Да. метал, ова, она, зашто се со текстов ако не го прочиташ, можда нема да разбериш, само да слушаш, Па така? да. Реално. Реално да. Да. Доста зборови не се разбират, пошто таков е нашиот начин на изразување. Да, ама За пример, некој го вика дерење, некој го вика стручно скрим. Грофтање. Да. Така, Да, тој е тој. да, така баш, али да, па тоа е ствари интересно за да го доживееш бендов. Треба да ја слушаш музикава, да ги прочиташ текстовите и да влезеш во филмот, Така, да сватиш што е целава приказна. Значи не е лесно онака да само да слушаш и да Да, ти дојде, не. треба да се заинтересира. Да. Ама Ние и- сепак свириме потешка музика, што не Да. што не е за што не е за сите, не е за Да, секоја да. пригода, ме разбираш. Па зато ама е ние тоа пак го правиме стилот, Тоа че кажеш е не е ни стилот, толку тоа ни е стилот, комерцијален. Да. Ние никогаш немаме ни следено нити некој тренд, нити сме планирале ствари и вака треба да звучи за на некого да му се свиѓаме или за некого. Не, едноставно нешта вака нас многу природно се одвијат во бендов. Без некој планови посебни, Да. разбираш. И треба ти да дојде некој во живо за да осети. За да го осетиш вистинскиот филм на бендов, треба да гледаш бендов во живо лајф. Да. Тоа е мислам Тоа е. добро и за сите, ама особено вака Особено беше наша музика, баш да. енергично и дури да знаеш една-две песни, Да. други веќе те Да. Колку ми фалат концерти сега со корона. Е па тоа сакав да те прашам, пошто секоја година, ајде да речеме во Македонија, годишно
Некоја бројка стандард имате што правите свирки, концерти? Па сега не знам да лупнам 5 концерти во Македонија. Пет Пошто тие се концерти. места, ние сме мала држава. Охрид, Скопје Охрид, генерално. Скопје, Битола, Куманово, тие се најчесто градови што ги свириме овде. Кај се имаме свирено сегде, буквално Да, да, имаме да. свирено и по Истоков и дури во Кичево, Струга многу пати, Куманово. Аха. Кичево како е, да те прашам. Киче, Тоа ево. беше одамна, брат. Кичево свиревме на Кичевско калје, на некој рок хепенинг 2005-6, не се сеќавам, брат, многу време помина. Во, да не речам, во златните години, почеток 2000-ти, кој имаше многу силна сцена сегде, кој се правеа дешавки. Сега веќе реално не имат кај да Сега свириш техно. Кичево. Техно. Сега електроники и турбофолк. Да. Не само Кичево, нема нигде кај да Нигде, свириш. нигде. Во принцип, многу малце клубови активни останаа во Македонија, што ги отворат вративе за вакви бендови кон нас. Охрид во локали, да речеме, кај имате свирено? Имате таков концерт направено? Охрид имаме едно време многу често правевме во арена концерти. Во арена. Кој А добро работеше има арена, ту да, така тоа е сцена, сосем друг клуб, со сосем друга политика, али ние си го рентавме само просторов, Да, да, разбираш, да. немаше врска ништо со тоа што го прават тие, ние си го рентавме клубов, си правевме концерти, па имавме едно добри 10 лета со ред кај што таму правевме Да? концерти цело време, да. Таму ни беа и едни од првите концерти. Имаме свирено на Долни Сара исто многу одамна. Е така на отворени места. Да, Долни Сара е овде пред Кинево, имаме свирено. Свиревме пред 4-5 години, ако не се лажам, на скейт парков во Топ, Охрид. топ, да. Да. Па добро, тие се убави места, ама фали туште и кај нас. Фали, бе. Сега Неш- последни години останавме во Во Керало, сме пред да, Кинево, требаше и да останавме- снимаме таму, ама рековме време во убаво, ајде Тогаш ќе бевме снимаме. многу андерграунд, Да, сега вака да, сме да, сепак да. малце по Таму последниве, последниве колку направивме во Кералон 3 или 4 концерти. ага, Да, и сите беа преаки, ама не е Кералон за концерт. Океј, интимно е, ке тоа е луѓево, иде Шутки. шанса да го видат бендов од многу блиску, да го осетат филмов и емоцииве, али друго е да имаш барем бина, малце простор да диши, да разбираш, да може да се представиш убаво и звучно и преку изглед, не разбираш. да, друго. е. Немаме во Охрид локација. Не, тоа е ментално- пример адаптирано буквално, затоа не е ни наменето за не, тоа. не е ни клуб, тоа е Не, просторија, да, не да, знам, да. за проби или остава или како да за да се викат Керал. Остава направена да има Да. можност за уште Али нешто да речеме. јаки концерти беа последните таму. Сите 4 беа јаки таму што ги правевме концерти. Најаката Сите да свирка распродадени, што имате како. некогаш вака, Со можеш најаката да одбериш? Ма не можам една да кажам, брат, имам многу јаки дешавки што ми се така сега низ глава. Нормално сега ми е тазе промоција во Скопје, пошто беше пред една година, таа ми е тазе и пошто сега сме со нов, да не речам уште нов албум. Да. И многу јако си поминавме Скопје на последниот концерт на промоцијава. 15 години Хартвиз во Скопје беше јако. 10 години Хартвиз во Хавана во Скопје беше јако. На тоа се сеќавам така убаво. Промоцијата Морден Хейт, тој не беше уствари првиот Првиот албум? најбитен концерт во Скопје, првиот самостоен концерт Морден Аха. Хейт го стававме 2007 и направивме сами концерт во Скопје, што тогаш беше не знаевме Да, што да да, очекуваме. да, да. Деца дојдени од Охрид, запишани тазе на факултет прва година и прават сами концерт во Скопје. Така, МКЦ? Не, во Кастро. Не А, во постои Кастро. клубот, тој беше по железничка. И онака многу јако, брат. За тие години беше преако. Полн Преако. клуб, продававме многу албуми, мајци, онака вау, си рековме, чекам Да, после не можеш импресиве, викаш Да. преако. Ги памтам доста првиве концерти. Па добар во Охрид, почеток ги си. памтам, да, онака ми се многу драги, разбираш, некои такви моменти. Сме имали јаки концерти и во Германија, и во Холандија, во Белград имаме многу јаки концерти, има на Таму како Битола е стално многу јако, Битола морам да ја спомнам. Да. Битола, значи, да речеме, ево, не знам, 10 пати сме свириле, 10 пати лудило. на игралиште Ама, имате свира? Имаме на Ракометно, имаме на Хераклеја свирено Да? со паркети, О, со преако. не знам таму кои исто многу одамна. Сите концерти Битола биле многу јаки. Стално, ево и сега бевме лани правевме Битола и Скопје промоции, само тие две стинафе да ги направиме нов албум. И беше многу јако. Нема пример такви поделби во, да речеме, во андерграунд сценава, секој ќе Скопје пошенаш, ко правевме муавет, викаш се осеќам ко ги знам сиве код дома се осеќаш Да, во МКЦ го свириш таму, нема да ме киде тови од Охрид и сега не знам вака нема такви. Па ние го немаме да, тоа осетено тој проблем, веќе и провинцијал Да, бе, да. се така охриѓани се така не стално сме биле доста добро примени во Скопје реално со доста респект. Пошто реално во Охрид многу е мала сценава, а и немаат каде да се свири, реално последниве години Скопје ни е дом, сега да го наречам за главниве наши концерти, главниве битниве дешавки, промоции, сите тие работи ни се дешаваат во Скопје. Пошто мала е Македонија, брат, сите сме Точно, Ќе да, свирите на точно. концертов цело време ваша музика така. цело време ние никогаш немаме свирена туѓа песна. Тоа беше Да, авторски бендов, скроз бенд. 17 години никогаш нема да свира на туѓа песна.
Дури не Само- напробана за ебанција, не едноставно Значи, правиме само само ваша наш музика. материјал цело време. Ние сме авторски бенд. Да споредиш underground сцена, пак многу пати го спомнав, небитно, во Македонија и во странство, пошто сте свиреле таму, ти со турнеи ги носиш други бендови, Да, то го работиш и сето то по пола година. Да споредиш како е таму прифатено, како е овде или конкретно и вие како сте Сегде е прифатени различно, овде, како сте Ево, таму. Ќе земам за пример Германија, значи сегде е различно. Во Берлин може да е многу јака сцената за тој тип на музика, во Михен може да е за тоа. Да, различно. Сегде е различно, маливија градови негде се силни, негде се слаби. Зависи пак ти викам колку имат и поддршка од локалната заедница, разбираш, Да. има многу места кај што има многу добри клубови и многу се дават и пари за поддршка на тие работи, разбираш. Овде кај нас сте добили некојаш таква Да, поддршка никогаш. све сами. Ние во принцип со бендов све што сме направиле до сега 18 години, па можам, не во принцип можам да речам све што сме направиле било сами. Ние сме значи комплетно направи сам бенд. Сам Све свој што имаме мајстор, направено, хардкоро, од почеток до Да. крај. Дури ево Јован гитаристов наш тој пред негови појачала Појачала, Зограф, поздрав Родо Јовче, значи дури на наша опрема свириме, ние си Да, имаме да. наши појачала, разбираш. Јас имам издавачка куќа со која што си ги издавам албуми од бендов, Да. сами ги дистрибуираме, све сами правиме. Иначе тоа да го немавте можноста за направиш таква кариера, мислиш дека Тешко е ќе- овде кај нас, брат. Тешко Така? е пошто мала земја сме, мале пазаров и публикава е таа што Таа е, што слуша таква музика. Ево се наоѓаме пред Центарот за култура Охрид, Григор Прличев, што да речеме единствено место кај што мој да понуди нешто на алтернативна сцена, на уметници, на бендови, на све, кај што треби да понуди, кај што не треби да бараш, да модиш и сите тие работи, ама ова на сите ги прашам и колку е важно да го има то овде, за да ти дае простор и можност, без на некои посебни ограничувања, да твориш овдека, кај што си роден, кај што можеш најмногу, кај што живееш, пример. Кој што викаш дека се чувствуваш поиќе дома во Скопје последниве години, затоа што имаш сцена кој кажеш во МКЦ, кај се представиш овдека адаптирана сцена и сето то дури и налето нема кај да Нема. свириш што е зборот. Во градов нема, тоа е За, реално. за то пример, пошто си ево 17 години кариерава и правевме муабети и секакви идеи и сето то за да се поправат тие работи. Од кај треба да се трни, што треба прво? Многу е брат тоа комплексно, не знам дека од каде да почнеме Најопšte со му муабетот. идејава, ние тераме на кампања за Охридско МКЦ. Да, и треба Да, да се деси. Секој? И support full имате, ево, Да. јавно Ако ти кажам пред камера уметник- дека ево од Hardfest имате full support, што треба и тука сме да поможиме, така? Точно така. Тоа е заедно, Треба така е да за имаме- сите, море, треба не е да за имаме дома, место, да. така Треба не да е за имаме дома. место кај што ќе чувствуваме кај дома, кај што ќе Така, можеме точно. да правиме проби, Све. да И сите свириме. заедно, Не па мора чекај, само ти се музика. разбираш во ова, па чекај, овој другиот се разбира во Точно. она, па Не мора овој само другиот музика. се разбира. Има многу типа на уметност, разбираш? Да. Каде, Место кај што све. ќе можеме да се чувствуваме кај дома, да функционираме, да работиме и да ги мотивираме новиве деца да прават ствари кон нас. Пошто тоа е загрижувачки последно време што нема нови деца, немат бендови. Разбираш? Ево во Охрид немат нов бенд, нема млади деца, немат гимназијалци да речеме, момци што Да. ги излезат, не е битно хардкор метал, панк, рок н рол Све што музика, било. каква и да е Ајде музика. излезете на година, две. Многу кратко трае, многу брзо гасне, не се мотивирани. Може тоа е Знаеш, причина, не, треба да се знаеш- мотивираат децава со нешто за да тоа те викам, треба да се мотивираат деца, некако да се натере да почне да се занимаваат со било каква уметност. Разбираш, ево како вие со подкаст, со цела оваа иницијатива Да. што направите, разбираш. Утре ќе е некој уметник, е графички дизајнер, значи сценава не е само бендов, Еден куп има, еден куп луѓе. сценава и дизајнеров на плакати за Да, концерт, да. сценава и некој ако има порано списание сега веб зајн, сценава е тонес на концерт, некој светла што работи, свето сцена, ме разбираш. Точно. Публикава е сценава. Да. Дизајнер на мајца или шо и да е, уметник, така, писател, поет. Ма Кај тоа сакаш е место кога да ќе имаш такво место кај што ќе се збират така креативни луѓе од поиќе бранши, од млади Да. и повозрасни со искуство од претходно и сето то поинаку ќе действуваат и од тука пошто не можеш преку ден да смениш нешто, така? Ама ако некоја работа така почнеш, менталитетов ќе се менвити на луѓе како млад човек затоа што Дефинитивно. викаш една година ќе пробат една работа ќе направи ти ќе се откажи затоа што гледа дека цело време затворени врати, немат поддршка. Зашто кај нас јас неам некој пример да дојде некој што е што има можност да го направи тој и да рече вие сте вака треба да ви се овозможи, ќе помогнеме, вие сте, тие се да се направите едно. Нема таква поддршка кај нас, нажалост. Све се гледат интерес, све се гледат преку призма на пари. Никој не гледа за општово добро, гледаат дур сум јас за мене да Јас си само се викам, обеспе да ми нивниве бега. деца треба да растат во ова општество. Да, разбираш? точно. Нивниве деца, внуци, како и да.
Штета е Охрид, град Штета, ко Охрид, Охрид, ваков град, ваква ризница да немат така. да немат бендови уметници последно време, значи све жалосно. И да немаш така и да ги имаш, ќе немаш место кај и оде ќе Скопје, ќе надвор од Зашто ние Македонија. влегме во стара гарда веќе, разбираш? Да, Ние сме да. веќе Мора да излегве Треба нови, има мора да нови деца, излегве. треба да има деца што ќе вее знамето, разбираш? Точно. После Да. нас. Или како и да, или дур сме ние. Ама И ти ние ќе му кога почневме ќе си ќе му бевме- пренесиш И ние кога друго почневме е. бевме ние и сега, јас викам никој сме, разбираш, стално гледам Скромно. скромно на бендов, разбираш, што сепак ние сме таков бенд, разбираш, али треба да има деца што ќе прават ствари, што ќе се мотивирани, разбираш. Абе, И фала ние Богу. стално сме биле тука и стално сме ги викале млади бендови со нас да свиреат, поддршка сме им давале. Ево јас и мов лейбл, моја издавачка куќа е за тоа наменета. Јас издавам строго македонски млади бендови што немаат средства и мотивација сами да си издаат албум. Јас организирам, им правам промоции, им принтам CD-а, мајци. Ча, ево и до кино еден до Центарот за култура на отворен повик, разбираш, да ја Точно, активирајте се малце, така изчистете ја летна набавча, Летна дај да правиме набавча, барем све да се на прави лето на да лето. правиме концерти, така. Да, да, Ево да. све нека, не мора да е концерт. Така Пак ќе да, речем да. да не сме дека само за нас. Проекции за филмови, Што све било, може, све филмови, може да се прави. Така, изложби. Штета е, ево Промоции сега на кога книги. поминавме така кај ќе снимаме, што ќе снимаме, колку места видовме што Во и кино то само во делов на 10 места може да на Центарот за кај култура да ги снимаш емисија, направиш нешто да се функционални. Да. Ние затоа и го правиме ова 17 години, Да. пошто имаме многу кејф кон тоа, разбираш. Сега конкретно ние 5 души, што останавме во бендов, животиве си ги усмеривме во такви работи за да можеме да се занимаваме со музика. Значи јас конкретно Да, да. работиве што ги барам во животов, работа што ми е за да преживеам, ја барам да има таква слобода да може да се занимавам со музика. Затоа Да. заглави во тур менаџментов. Горан Да. стана графички дизајнер за да може кога сака да е слободен да пред бенд, така. Да, да, и да. така натаму сите од бенд. Кажеш После во тоа, толку години уште имаме мотив. И интересното е што се поќе мотив И даваме имаме. се зголеми. Значи не да олади со теков на годиниве, него ние некако со каков жар цело време правиме муавет за бендов и твориме и цело време Се цело време за тоа гледате правиме муавет, муавет, ме разбираш? Ама и цело штета е таква работа приказна да остеш да згасни затоа што Да. толку време и Ние толку рековме е ќе свириме, и дури да уникатно и држите све. гласов, рацеве за свирење, Да. дури имаме мотивација. Кога ќе дојде момент кога што и брат Сосила правиме песни и Сосила пишеме ствари, Сосила правиме кај речеме доста, разбираш. Да, да, и А не, пауза. тоа не знам кога ќе биде, може ќе биде за 5, може и за 25 години. Да, ама сте остали зад вас пак еден куп документација што ќе Дефинитивно, кажи брат, многу концерти, во албуми. историјава сте И влезени допрва на ќе Охридна и в Македонија субкултура и ето во Балканов и во Европа реално. Значи тоа е и тоа треба да има негде да се запише, а си сте така да нема. Дефинитивно. Народски роуди може да е најадекватен збор за работа, ама пошто имам све буквално работено со други бендови. Не зборам сега за Хатве, зборам за други бендови. Да. Јас 7 години работам надвор во Европа. Сум бил и возач, сум продавал мерч за бендови, после станав и тур менаџер. Имам букирам концерти во Охрид и во Скопје цело време, издавам албуми, разбираш, и така заглави во причава случајно со Хартвес на турнеја. Другар што работеше со еден бенд амерички, ми викаат брата бе ти ги знаеш работиве, сакаш да дојдеш со бендова да продаваш мерчанде, сега викам ќе дојдам и така си Да. викаме ова е супер, можам да живеам од ова, Да. заработам добри пари, да работам со музика и со нешта што ги сакам. Да. И за 7 години, дури не дојде корона, направ над 35 европски турнеи. Со бендови што со помал бендови, си што си 90% растел. амерички, да, и австралиски, и англиски бендови, значи со бендови светски, калибар бендови, многу поголеми него Хартвес, разбираш. Така, Бендови така, што сум да, ги да. слушал, Да, да. некои од нив сум ги слушал и ја одбиден сме на турнира со Agnostic Front, значи тоа е еден Да, од да, бендови во Њу Йорк што ги викаат Godfathers of Hardcore, значи бендови што го популаризирале тој жанр музика, разбираш. Сум бил со нив на турнеја. Ти рече кажи некоја интересна дешавка, прва што ти да наумот. Прва ми идете на Хартвес дешавка во на некоја си европска турнеја 2015 во Лиеж, Белгија. Тоа се деси оние нападине што беа терористички во еден клуб во Париз, нели имаше такви фрки, ако ви текви, не знам. Да, да, да. Имаше терористички напад во Париз, во клуб на рок н рол концерт и сегде беше водрено стање. Ние се најдовме на турнеја во Лиеж, во Белгија. Терористов, гледаме на вести, пребега најверојатно во Лиеж, Белгија, пошто е близо до Париз. И не е битно провотеров, вика таму кај што свирев, вика дечки морат концертите во завршат порано, имаат полициски час во градот. Ние викам, окей, свириме порано, мал концерт некој си, не знам, во локал, пример, кој джес, многу Да, мало да. концертче во Лиеж, порта во Белгија. И се прибираме на спиење после тоа. Спиевме во една куќа изрентана и таму кај некој си што работеше во клубот, како и да, сега не ми текви толку детали и знам дека таму опуштени после концерт, джагара вагара, пиеме, кулираме све и требаше нешто да се земите од комбе, комбе опаркирано пред куќа.
И мала дискусија кој ќе следи да го земе, кој ќе следи да земе работа во Комбев. Јас викам, уживајте, ао, јас ќе слезам, викам, све окей. Слегам долу пред куќа, не знам, се зборам околу полноќ, можда отворам врата. Куќава беше цела опколена со специјалци, од кои затекнав двајца на прагов од куќава со вперени пушки, вистински пушки, во градиве мој. И Со она со црвени, со точки. специјална некоја антитерористичка единица белгиска. Вперени во мене ми викат don't move, значи толку беше. Нешто во траеше може неколку минути. Излегов од куќава, ме совладаја. Дури 5 минути им објаснав дека сум од бенд. Траеше целава драма. Сие момци горе немаат поима што се дешава. Јас мрзнат, пребледен. Таков по пижами слезен да земам нешто од комбе, разбираш? Ме совладвет, па го отварят комбево, гледат гитарите, па малку се смирвет, ме кревет, ме испрашват. Јас му викам горе се дечки од бендов, нема да ги уплашите, ние сме само бенд, не сме тие што ги барате, бла бла, разбираш, па онда му објаснам на Да бе, да, јако. и звонет на врата, овие не отворат. Натре развеселени, кулират, овие им се качват горе. Им влегват в соба, овие подмочани, сите. Многу јака прича, никому ниче да тоа некоја после разбравме баба некоја комшивка не пријавила, видела 5-6 момци со капулјачи, зима беше, кај што влегве во куќава, а тие знаат вести гледаат дека го барат терористов, така и овде И гледам паника. 6 момци од комби излегоа, Да, така тие од кај зната куфери дали имаат гитара или пушки, така. И ето така пример, такви причи има. Да, еден од бендов не беше ни во собава. Бендов и се тушираше и после излезе и не ни вервеше. Ја викам брат специјалци бе овде, му викам не тресе, што ти му викам со пушките ми стоја, видимо викам пребледен сум целиот. Не бе викам вие лажите. Преако. Има многу откачени причи по турнеи. Рече не правите проби. Не правиме проби, брат. Тапанаров наш живеат во Шведска години веќе и така општо функционира нашиот бенд. Правиме проби единствено кога ни треба баш пред концерт, проба 2 или кога правиме нов албум, знаеме да седниме 10 дена да ги посвириме песни нови, да ги аранжираме, да ги поработиме. Иначе во принцип не правиме проби. Многу правевме проби кога бевме млади во наводници, разбираш. Ма сите многу ко правевме. другари, така имате Да, почнато да, бендов сите и тоа е сме многу другари, битно, ние хемија, цело Ние време сите се сме обстани добри толку. другари, значи јас со бендов се дружам, значи тие ми се Да, бе, да. на добри другари, цело време сме на линија, разбираш, комуницираме. И затоа и дури цело со- време ново нешто, Да, цело време можеш да на тоа дискутираш за размислуваме, тоа. Да. Со треба да направиме во Охрид промоција на овој албум, пошто уште е Е. таза, и затоа ние сега се контролираме да направиме нови песни, пошто сакаме да Да. да се отворат ствариве, да почнеме да ги испромовираме добро последниот албум, па после да почнеме да отвориме нешто ново. Да, топ тие што немате, не знам, проверено што свират, како свират спотојве, како им изгледаат и цела приказна, проверете, пошто топ се и дури ми кажуваше дека и сами дури си ги Сами ги осмислуваат сами во режија, принцип, све. не сите, ама учествуваме стално во режија. Буквално све сами правиме. Пет се ево пофалиме брат ти за глумата во Братов, Black ево, и Sun. глумец, ако треба ти и глумец, ако треба, да. Братов ни е главен Се. роди, тој иде со нас, не вози, ни продават мерчандајз, стално е тука што треба. Што Врати се светот во нормала и да правиме концерти, да функционираме нормално и све да окей, само тоа. Така имаш уште нешто што сакаш да кажеш нас или Да, тоа е. на камерава. Слушајте македонска музика, поддржувајте македонски бендови, зашто само така се гради јака сцена. Деца, земајте гитарите, врат се правите бендови. Не мора музика, Љубете се, пак да сакајте речам, се, да не испаѓате гушете само на се. музика ги терам. Да, љубете се, Не сакајте бе, се, пишете скама, песни, ше, брат, да. живеете во животот, така. Само позитивно размислување. Позитивно, Да. Тоа ето бендов моите го проверите на Инстаграм, на Facebook. Да, Сегде, Hardfaced, Hardfaced, Spotify, Bandcamp, сите оние глупи модерни амерички платформи сегде ги имаат ствариве. Бесплатни се да ги слушаш, ако сакаш да поддржи, ако не, слушај ги фри И уживај. и Stay уживајте во like, животот, така, subscribe. stay live, subscribe. Имате своји канали така? На Се секој. има, има, брат, се сегде има. кај што можете и кај што не можете, сегде. Да. Hardface. Топ. Фала ти што прифати Фала, да момци, направиме муавет, на што муаветот. направивме топ муавет. Дури ти се стемна таа страна. Ми што се правиме стемна, мало. да, во Да, темница. во темница и да ти кај мене, затоа јас побрзо да Ајде, кажам. ајде. Да ви посагам прво и ко бенд да си продолжи душе 17, кој што рече, друге држи све, друг моите. Уште еден албум сигурно Прево. ќе снимам, а за пој ќе не знам.